Како да бидеш понапред од 99% од луѓето? Ако не се грижиш за оние работи кои што ти се важни, ќе се грижиш за оние кои те прават гневна, нервозна, немоќна и депресивна личност. Како да бидеш понапред од 99% од луѓето? Прво треба да постапуваш, одлучуваш, размислуваш различно од поголемиот процент од населението. Но кои се чекорите? Пред да пристапиме кон чекорите, ова е еден вид процесна вежба, односно, многу е налик како некој да работи со тебе директно, еден на еден. Не случајно си тука и не случајно ова се отвара пред тебе. Па затоа да те замолам да земеш лист и пенкало, таа е најдобрата опција доколку тоа можеш, и заедно со мене сега да ги одиме чекорите едно по едно, кој е процесот за да излезеш од таму од каде што си. Доколку не ти се допаѓа оваа варијанта да пишуваш, бидејќи многу мои клиенти велат пишување, леле, тоа е како не знам да прекопаш нива, тогаш може и да едноставно куцаш некаде. Можеш да одбереш во твојот телефон Notes или нешто настрана, кога го гледаш на десктоп, да отвориш во телефонот Notes и тамо да ги одговориш прашањата. Но прашањата се процесни, овие што следуваат, и затоа е потребно да се активира процесот на размислување во тебе. Зошто е ова вака? Зошто ние преку прашања активираме одредени внатрешни ментални процеси? Тоа е заради тоа што ти имаш желба да излезеш од таму од каде што си. Но за да излезеш од таму од каде што си, мора да се помине низ еден процес на само спознание, на спознание на она ти кај што сакаш да одиш. Без разрешување на овие процесни вежби, нема да може да одбереш правилна траекторија за тебе. Што значи правилна траекторија за тебе? Ти можеш да одбереш временска линија во иднината која ја сакаш. Може да се одбери на несвесно ниво, како што го прават 99% од луѓето. Не знаат што ќе се случи, само реагираат на околностите кои што се околу нив. Но ако сакаме намерно, значи зборувам намерно, со интенција, со замисла да си го креираме и дизајнираме својот живот, мора да се помине низ еден внатрешен процес, низ еден процес на спознание каде точно ние сакаме да одиме и да осетиме една внатрешна поддршка наша, да развиеме внатрешен потенцијал кој што само иницијативно од натре ќе блика поддршка, мотивација, бидејќи за тоа што го сакате, не ви треба никој, не ви треба ничија поддршка, него едноставно одите кон патеката кон која што ја сакате. Се надевам се подготви да работиме заедно. Па сега да видиме што е тоа што 1% од популацијата го прави различно од 99% од луѓето. Затоа е многу важно од кого учиш. Јас сум Валентина Квантум, автор, ментор, хипнотерапевт, практичар на повеќе методологија за надминување на одредени состојби и креирање на успех и просперитет, секако експерт за креирање на нови временски линии, бидејќи јас сум поминала низ истото многу пати. Што би значило креирање нова временска линија, излегување од овој фактички идентитет и од оваа временска траекторија и поставување себе си на една просперитетна, успешна, балансирана траекторија во животот. Тоа би значило дека и покрај се како е, и покрај сите страдања во кои што во моментот се наоѓаме, или едноставно не страдаме, меѓутоа не се чувствуваме добро каде што сме, кој е патот, кој е првичниот дел кој што треба да го одиме? Па да пристапиме кон разрешување, на нашите одговори, дознавање на нашите одговори и процесирање на чекори. Првиот чекор е креирање на антивизија. Што значи тоа? Тоа значи дефинирање каде се наоѓаш ти во моментот. Која е твојата несакана сегашност? За жал, полесно имаме пристап до она што не го сакаме,
отколку до она што го сакаме. Па затоа ова е еден така наречен шорткат или чит код како да дојдеме до она што го сакаме. Зошто е ова тешко? Поради процесите на социјализација да сме морале да се одвоиме од себе. Односно, што значи тоа? Сме морале да се вклопиме во еден систем, односно во повеќе системи. Тоа значи фамилиарен систем, школски систем, работен систем. Сме морале едноставно тоа што навистина го чувствуваме и го сакаме да го потиснеме во нас. Некогаш тоа е толку многу заглавено и толку многу закопано и длабоко во нас, што едноставно од прв момент не можеме да допреме. А што се крие таму? Таму се крие нашата животна пасија, нашата радост, оние таленти кои што нас би ни го направиле животот многу поквалитетен и многу подобар. Па затоа те поканувам сега заедно со мене да започнеме. Дефинирај ја твојата несакана сегашност. Што е тоа што толку време го толерираш? И да те замолам, јас трпливо ќе почекам заедно со тебе да го запишеш одговорот на ова прашање. Што е тоа што веќе не можеш да го толерираш? Што е она што треба да се смени, но никако да пристапиш кон тоа? Кои се неколку, 1, 2 или 3 главни доминантни проблеми кои што ти прават блокади? Колку пати се обиде да излезеш од таму од каде што си, но сето тоа е безуспешно. И сега би сакала да си брутално искрена личност и пред тебе да запишеш конкретно и најдиректно што е тоа што се случува во тебе и во твојата околина и во твојот живот, што навистина веќе не можеш да го трпиш. Главниот проблем во општеството, само да ти помогнам, е тоа што системот на образование нас не учи како да ги разрешиме најглавните прашања што ги имаме. Од типот како се заработуваат пари, како до хармоничен дух во себе, како до балансирани односи со партнерот, како да е здравјето на завидно ниво независно од возраста, како да направиш промена без разлика во која и ситуација и да си. Ние немаме системско учење мудрост, ниту пак нашите предци родители ги имале овие ресурси кои што ги имаме ние денес на располагање. И затоа е овој момент на споделување на едни со други. Јас поминав низ многу страдања, поминав долги години на чистење на блокади, на развој на собствениот дух, учење како се процесираат емоции, како се управува со мислите, како се управува воопшто со реалноста и на крајот, нели? Како се креира реалноста и покрај се како е. Секако дека реалноста е еден вид кокреација, но ти си главниот причинител за се што ти се случува. Се надевам дека паралелно ги разрешуваш прашањата, како што ме слушаш, и сега да ти помогнам. Како не сакаш да изгледаш? Како не сакаш веќе да е твојата здравствена ситуација?
Дали може би сакаш да ја смениш финансиската ситуација? И сега запиши дали и тоа е несакано нешто во твојот живот. Како не сакаш да изгледаат односите со блиските и значајни луѓе? Запиши што е тоа, што го имаш, а не го сакаш да го имаш повеќе. И сега стрпливо забележи ја твојата несакана сегашност. Ова е одличен патоказ. Оваа антивизија е одличен патоказ да видиш каде треба да направиш измена, во која сфера од твојот живот, иако сега овде ги забележивме 4 главни сфери во животот на секој човек, а тоа се здравје, финансии, односи со блиските и значајни луѓе и односот со себе. Секако односот со себе е важен, да не речам број 1 приоритет, бидејќи ако си во немир, ако си во гнев, ако си во депресија, бара излез од тама. Тоа не е секогаш така лесно, но овде ќе ги дадеме најглавните назнаки како сето тоа да се направи душните чекори. Откако заврши со овој прв дел, одиме на чекор 2. Чекор 2 е следното прашање. Што ќе се случи со тебе доколку продолжиш со сите активности, навики, доколку се продолжи со целата твоја реалност како и досега? Што ќе се случи со тебе за 1 година од сега, доколку целата рутина продолжи како е? Како се гледаш ти за 1 година од сега? Нема никаква надградба, нема нови сознанија, нема напор за излез. Се е како што е, повторливо. Што ќе се случи со тебе за 3 години од сега? Доколку немаме нови сознанија, додека немаме нови активности, додека не се надградиме нешто, додека не направиме нешто, доколку не осмислиме нешто за да се промени нашиот живот. Што би се случило со тебе за 3 години од сега? Да слободно запишувај, јас тука стрпливо ги чекам. Последниот дел од овој чекор е: која цена ја плаќаш за да останеш таму каде што си? Која цена ја плаќаш за да останеш таму каде што си? Колку те чини тоа? Чини, нели велиме, чини во наводници, нерви, незадоволство, можеби си во некоја и потешка ситуација, болест, небитно, лоши финанси, незадоволство. Може и да си едноставно во нулто, ние што велиме, окей сум со се, ама се чувствувам празно, значи може и тоа да е.
често пати ние ова го нарекуваме тивок очај. Значи, да, окей, се, ама нешто е празно, ствари не е ништо добро. Добро е, ама не е добро. Добро е по некои туги критериуми, по некои туги норми, по мејнстрим е окей, но длабоко во себе чувствувам нешто, некоја дупка, некоја празнина, некоја неисполнатост. Да. И доколку сакаме да излеземе од таму од каде што сме, одиме на чекор следен, чекор 3, повлекување. Повлечи се од се што веќе не ти служи. Исчезни. Секако овие зборови се метафорични. Не е во буквална смисла да исчезнеш, меѓутоа, за да се оствари она што го сакаш, мораш да се повлечеш од се. Тоа е основниот предуслов. Повлекување од сите оние беззначајни моабети со луѓе кои што едноставно и веќе е тешко да го поминуваш времето. Повлечи се од сите оние активности кои што не ти носат никаков добробит, во смисол скролање по интернет, губење на некаква енергија, на некакви драми, жалење, кукање, тоа е тотално изгубено време. На сметка на тоа време може да се направи нешто како сега што работиш ти на овие процесни вежби. Повлечи се од сето она што сакаш да го слушнеш за некој друг. Верувај, секој ја има мудроста и вредноста во себе. Вредноста и мудроста се наоѓа во секој од нас. Ние одредуваме колку ќе се вреднуваме себе и она што ние го сакаме. Самото вреднување на себе си апсолутно нема врска со потврда од надворешност и барање на валидација од другите. Секогаш твојата вредност има врска само со тебе. Сите ние потекнуваме од едно исто место, од еден исти извор во универзумот, од еден исти Бог, од едно исто место. И не би требало да имаме разлика во вредностите, кој е помалку вреден, кој тоа е само исклучиво и индивидуално во умот на секој. Кога ова би го знаел секој би подесил внатре, би го подесил мајндсетот и би ја подигнал својата самодоверба и својата вредност, бидејќи тоа автоматски кога ќе се подигне внатре, реалноста сама по себе го потврдува. Ќе почнат да се редат настани кои што на вистина ќе ви го отворат патот каде што вие се вреднувате самите себе си. И не ви треба апсолутно никаква потврда од околината или потреба за потврда од околината за вашата вредност. Ние сите имаме душа која е безвременска, која што по самата по себе има неверојатна вредност во универзум. Од што би ти се повлекла? Од што би исчезнала? Што веќе нема да правиш? Ова е многу поважно да се дознае за себе, отколку да знаеш точно што треба да правиш. Че ние мора да направиме договор со себе, каде што ќе одлучиме што повеќе нема да правиме. Така веќе тоа нема да го правиме, мора да се повлечеме, да го направиме проектот на нашиот живот, дизајнот на нашиот живот пред нас, како сега што го правиме во оваа процесна вежба, и да започнеме да чекориме по одредена траекторија. Направи листа од сите работи од кои што ти ќе се повлечеш, за да направиш промена. Кои се тие 2, 3, 4 работи? Вообичајно се неколку битни работи од кои што би се повлекла. Следниот чекор е Промена. кога се прави промена, не е секогаш таа оди по една нагорна линија. Промената е патека која што ние ја одиме,
Во моментот кога ќе застанете да креирате нова временска линија, нов дизајн, нов идентитет на некој начин, после првичниот ентузијазам веднаш следува пораз. Јас со моите клиенти и групите со кои што ги водам е многу јасно нагласено како тоа ние го резонираме. Пораз не е ништо друго, туку фидбек дека имаме несоодветна акција. Моментот кога ќе почнете да креирате нова временска линија, а јас ќе ви објаснам како се тоа прави, кога ќе не идете на пораз, тоа не значи ништо. Тоа значи само фидбек од реалноста, дека вашата акција, вашата активност и план не е соодветен. И треба да направите поинакви подесувања. Но самата пречка е патот. Чисто пати луѓето ми велат, ама јас не можам така лесно да излезам од тоа. Да не е лесно. Ние овде не зборуваме за нешто лесно. Ние овдека зборуваме за процес. Но сепак би кажала, бидејќи јас сум сведок на многу промени кај моите клиенти, па сведок и на моето животно искуство, каде што јас доживеав многу промени, некои беа и многу нагли, имаше и позитивни и негативни шокови, така да имам доста мудро да споделам, поготово со помладата популација. Пречката е патот. Кога ќе не идете на пречки, тоа е вистинската патека. Вие не можете нешто лесно, може би да се случи инстант манифестација, значи да ви се случи остварување, но тогаш вашиот нервен систем треба да втаса, нели, таа нова временска линија. Тоа е едниот начин и втората траекторија, како што оди во принцип, е соочување со неколку тестови што ни ги дава универзумот, некои привремени порази, кои што ние, нели, тие падови треба да ги преживееме и да направиме можеби некои подесување и секогаш на патот на промената ќе добиеш повеќе, не воопшто очекуваш. И секогаш целите по текот, нели, како ги креираш системите на промена, ќе еволуираат, односно ќе настане измена. Што би значило тоа во пракса? Ако јас сакам сега да го променам мојот идентитет и сакам да станам некаков си инженер по електротехника, например. Јас сега започнувам да се обучувам, започнувам да се информирам, да се надградувам, да учам и после почнува мојата пракса. Но како ќе почне праксата, јас наидувам на проблеми. Но како ги разрешувам проблемите, така јас станувам подобра во тоа. Значи, пак да се навратиме на овие народни изреки, мирно море не прави добар капетан. Значи, сепак мора да поминеме низ одредени премрежи, низ одредени бури и не е лесно. Да. Би сакала да се спријателиш со идејата дека животниот дизајн е долгогодишен проект. Тоа не е јас сега утре и ќе направам некаква промена. Секако може универзумот да ни донесе некои непредвидени работи кои што ќе не одведат во некоја насока, но сепак дизајнирање на животот е навистина долготрајна игра и еден долготраен маратон каде што ние треба на некој начин сите успеси и порази да ги интегрираме во нас и да се гордееме со тоа. Фактички промената ќе настане во нас. Ние ќе станеме многу поразлични, ќе се промени фактички нашиот идентитет. Па затоа би сакала да ти упатам една најглавна порака во овој прв дел од нашите процесни вежби, дека никој не доаѓа, дека никој не може да ти помогне, бидејќи нашата уникатна душа има своји уникатни желби, своји уникатни таленти, кои што најчесто нашата околина и блиските не можат да ги разберат. Така да некогаш е добро што некој нема да не спаси, бидејќи во тој случај ние сами би се горделе со себе и не би кажале тој ми помогна, или тоа се случи. Да, ние сите си помагаме на некој начин на себе си, но ти ќе бидеш таа личност која што ќе се гордее со себе. Ова смисла да се надоврзам.
Поддршката е мит. Поддршката е мит затоа што ние очекуваме блиските да ни помогнат и да разберат нашата идеја. Но доколку нашата идеја, нашата желба и нашите планови се различно од сваќањата на нашите блиски, ние не можеме да очекуваме поддршка од нив. Во овие случаеви, каде што ние сакаме реализација, каде што откако ќе ги откриеме нашите таленти, нашата пасија, она за што сме родени, треба да си бараме ресурсни личности кои што веќе го направиле. Значи, секогаш да барате модус и да барате совет од некој кој што тој живот вас ви се допаѓа. Немојте да барате совети од луѓе од кои што нивниот живот воопшто не ви се допаѓа. Исто така би сакала да не споделувате планови, уверувања, напредни идеи со луѓе кои што буквално вибрираат на друга фреквенција. И со нив секако дека не може да се разберете, бидејќи они секогаш ќе ве повлечат во нивната вибрација, во нивната фреквенција и ќе сакаат да ве стават во нивната рамка, за да може вие да комуницирате. Секогаш отворете ја перспективата, отворете ја перцепцијата и сватете дека поддршката е мит, дека на патот кон она што го сакаш ти, не ти треба мотивација, никаков мотивационен говор, никакви не ти требаат ни поддршки, едноставно тоа однатре. Блика тоа однатре тебе те тера за да го направиш тоа и едноставно уживаш во тоа. Исто да напоменам како крајна порака, на патот кон остварување на нашиот животен дизајн и креирање на живот унапреден, колку што можеме, оно секогаш ќе има проблеми. Ние не зборуваме овдека дека на крајот на патекот ние нема да има, ние ќе имаме проблеми. Проблемите ќе бидат прво поквалитетни, едноставно вие ќе станете подобри, што и поентата на работа на себе. Секако, работата на себе треба да води во една насока на лична мајсторија. Тоа би значило комплетно управување на реалноста, што и да се случи да можете вие на едно ниво на регулација на менеджмент, на управување, на горе-доле сите настани. Пак повторувам, можеби ќе има нешто непредвидено, но во секој случај вие ќе имате ресурси да дадете одговор, а не само да чекате нешто да не се случи, да стрипите, да сте во еден кафес, ние викаме на комфорт зона, и тој кафес, тој затвор, во кој што и не знаеш дека си, стварно не можеш да излезеш ако не знаеш дека си во таа комфорт зона која што некогаш е убиец на идеи, убиец на ентузијазам, убиец на се она што сакаме да го направиме различно. Ова е само првиот дел од нашиот процес што ќе го работиме, следуваат уште 2 дела од овој курс, па се гледаме во вториот дел.